24 анализа, добре дојдовте. Кога пред 7 месеци ја отворив новата сезона на 24 анализа, зборувавме за убиството на Росица од Велес и незиниот татко. Зборувавме за сето она што институциите требало, а не направиле. Зборувавме како системот ја убил Росица. Тогаш препорачавме и баравме превентива од институциите. 7 месеци потоа, Македонија е буквално во шок, институциите се буквално во колапс, а ние имаме жртва, мајка и дете. И можете да замислите, или не можете, ќе ни објаснат гостинките, каква е таа тортура која што една мајка ја трпела, за да донесе одлука дека на незиното дете ќе биде подобро во смрт, отколку во пеколот што го живеело во оваа земја. Стојаче Јовановски не бил непознат на полицијата. Имал 10 пријави. Доаѓала и полиција 2 часа пред да се случи трагедијата во Скопски Карпуш. Но никој не преземал ништо, барам не за семејното насилство. Или, како што би рекол министерот за внатрешни работи, немало видливи траги за насилство. Затоа како системот убива во Македонија, но и дали конечно некој со име и со презиме ќе одговара. И дали Ивана и Катја ќе бидат последните жртви на оваа држава, разговараме во 24 анализа. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва мои гости се 3 дами. Марта Гусар, адвокатка, специализирана за семејно насилство. Добре дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Благодарам што прифативте. Елена Димушевска, директорка на Националната мрежа за борба со насилство против жените, семејно насилство. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. Благодарам што прифативте. И Ивана Белчева, активистка за женски права и очевидец на еден од 3 барем пријавени настани во кои што пред сведоци Стојанче Јовановски ја малтретирал Ивана Јовановска и Катја. Ви благодарам што сте тука. Само да кажам за гледачите дека јас инсистирав на оваа дебата да се појави и представник од Министерството за социјала или од социјалните служби, меѓутоа тие ја одбија поканата за гостување. Немој тато ќе ја убиеш мама. Ова сведочење го крши срцето, но и врисуците кои што господја Белчева вели во неколку сведочења дека вечно ќе ги памти. И епилогот е, како што кажав, мајка и дете мртви, а Стојанче Јовановски нови 48 часа притвор. Обвинителството отстражува, имало пропусти на социјални служби, се истражуваат полицајци и така натаму, и така натаму. Колку може да констатираме дека сега се е попусто? Демишовска? Се е попусто за да се спасат животите. Овие два. Апсолутно. Но има многу што да се направи за да се превенира следно вакво насилство, следен ваков крај трагичен. И тоа е токму она што ние го бараме. Бараме софатна и детална истрага, исто како што баравме и за Росица. На жал, се уште нема исход и од таа истрага, не е затворена, но нема никакви нови информации. Но сега бараме повторна детална и софатна истрага и бараме казнување на оние кои што ги направиле пропустите, затоа што овие пропусти значат човечки животи и мора некој да сноси одговорност за ова. Ако сега пропуштиме повторно да го направиме тоа, пораката која што ја праќаме до јавноста, генерално до сите, е дека ние сме апсолутно општество кое што не само што поддржува насилство, него прилично и го охрабрува насилството. Институциите постојат, системот постои за да ги заштити жртвите. Ова во многу наврати се покажува и докажува дека не успеваме тоа да го направиме, така да апсолутно треба да видиме каде се пропустите, не каде. Кој ги прави? Знаеме каде се пропустите. Пропустите се во полиција и во Центар за социјална работа како клучни институции во првиот момент што треба да ја обезбедат заштитата. Така да видиме сега кој ги прави. Пошто кога зборуваме за центарот функционира така што внатре има вработени луѓе. Тоа не е машина, тоа не е робот, има луѓе. Кои се тие луѓе што ги прават пропустите, зошто ги прават и секако мора да сносат последици. Кога зборувавме за Русица Гусар, вие бевте моја гостинка тогаш
Ги адресиравме речиси сите овие аномалии на системот. И истото прашање, како сега сите наеднаш се покринаа, тоа е трагедијата на македонското општество, кога ќе се случи нешто, наеднаш сите служби почнуваат да работат, а претходно затајувале. Попусто ли е сега за овие два животи? Е попусто. Меѓутоа, очекувате ли дека за некој нареден да се спаси нема да биде? Искрено не. Воопшто, ако пред колку месеци, во септември, во септември, тука бев во истото ова студио и во истото ова студио го зборевме истото, дека има пропуст нели во МВР, има пропуст во Центарот за социјална работа и после толку месеци каде што во меѓувреме да не го заборавиме серискиот убиец, каде што и таму нема нели исход, односно сега се откриваат работите и слично, и сега ние после ова се дешава во јануари со серискиот убиец, кој што се уште се случува, нели? И се случува, јас името нема да го кажам, меѓутоа се случува оваа трагедија која што имаме сега. Зошто би мислело дека нешто ќе се смени? Во ниту еден момент не помислувам дека нешто ќе се смени. Од она што се го прочитав, заради тоа што нели читаме, се информираме од медиуми. Да, институциите беа некако ажурни овие два дена детали да изнесуваат. Ништо не беше ажурно. Пример да речеме, јас од Центар за социјална работа се уште немаме конкретни кое име и презиме. Да, немаме конкретни излегува министерот и кажува системот е проблем, не функционира. Системот не е ентитет, непознат, системот има име и презиме. Значи, имаме во дадена ситуација каде што тие лица се на одредени раководни функции, се директори на одредена институција и слично, кои што не постапиле, началници, инспектори, не е битно, тие се сите име и презиме. Системот има име и презиме. Системот не е ентитет, не е непозната апстрактна ситуација која што као ние не ја знаеме, него едноставно буквално системот сме ние како луѓе и лицата кои што работат во институциите кои што треба да пременираат и да преземат действија. Така што јас не мислам дека никој ажурно не кажа. Излезе на прес, министерот кажа што кажа, кој што јас нема да го коментирам. Центарот ништо не излезе, дисциплински постапки не се доволни. Законот не предвидува само дисциплински постапки. Мислев за разлика од претходно, овој барем излегува, претпоставувам, во обид да се оправдаат и да се најдат алиби никакво, па слушнавме дека имало пријава за напад со оружје, дека имало пријава за дрога, условни присуди и така натаму, насилство. Се согласувам. Последниот пат за Росица беше урбан лик. Да. Се сеќаваме така? Да, урбан. Урбан лик. Сега тука имаме не урбан криминалец. Значи, морам да го кажам тоа. Не урбан криминалец, каде што има 10 кривични пријави, има условни осуди, некаде околу лето во септември или кога бил фатен со дрога, односно дилер на дрога, претпоставувам да. Кога и да бил, не знам. Значи, има и такво дело. Во декември е пријавен за едно насилство, потоа во јануари повторно е пријавен во дигестивна каде што лежала и тој се уште на слобода и дополнително да биде потрагично, детето си го зема и си оди дома на дигестивна, од она што го прочитав, зборувам. Да, дека мајката и сега ние тука говориме дека утре нешто ќе се смени. Зошто би се сменило кога ова се случува? До сега ние сме навикнати, мислам дека и ви го кажав тоа додека разговаравме, сме навикнати кога има или има фемицид или жената е таа, односно жртвата е таа која што презема действие, односно дали го убива или го повредува или било што, едноставно ги зема работите во своји раце. Овде прв пат, мислам дека се соочуваме, барем јавно прв пат се соочуваме со самоубиство, односно кој што е како резултат наведување на самоубиство, на семејно насилство во каде што е инволвирано дете. Еве да речеме дека само биле тие двајца, односно Стојанче со жртвата, така? Детето во ниту еден момент во оваа ситуација не е исклучено. Постојано, така, од сите очевидци до сега, кои што ги слушнавме, така, детето е постојано присутно. Каде што дали комши кажале дека детето викало тато немој мама ќе ја убиеш. Дали плачало, вриштело, нели, она што го имаме во паркот, каде што е на јавно место, на јавен простор. Ако имаме и дете во прашање, а ние ништо не сме преземале, зошто би очекувала дека утре друга жртва би била заштитена? Ја немам, воопшто не сум оптимист во таа насока. И само да дополнам, пред да преминеме, извини, ова што го спомена, излегоа, направија обид.
ова е ние не смееме да си дозволиме да се задоволиме со ова. Апсолутно. Тоа што го кажав јас, што го дополни и Марта. Уште во првиот момент они точно знаат кој бил раководител на случај во центарот, кој каде била, кое името и презимето на стручното лице кое што примило пријава за семејно насилство и во полиција и во центарот, кој ми е во... Значи они ги знаат тие луѓе. Ние побаравме уште првиот ден дека во најмала рака, ако сакаше министерот и едниот и другиот да кажа дека овој пат ќе биде поразлично, требаше да ги суспендираат од работната позиција, да ги суспендираат и да покренат против нив постапки истражни. Откако ќе откријат што точно се десило, тогаш да се продолжи дали со кривична пријава или зависно од исходот и од наудите. Но треба да ги суспендираат, не може они да продолжат да работат. Они се криви, тие луѓе се криви зашто 2 животи се изгубени, на една жена и на едно дете. И не може да ги ослободиме од таа одговорност. Абсолютно. Јас се надевам Така да, ако човек овие дека двајца одговара. министри сакаат на вистина да покаже дека овој пат ќе биде поразлично, требаше тоа да го направи. Па според тоа... А не министер да излезе Што на телевизија и да раскажува раскажува хронологии. сега по кој се член ќе го гонат. Значи они имаат само еден член по кој што треба да го гонат. Тоа е зубиство. Не загрозување на сигурност, не демнење, не тешка телесна, не лесна телесна, не знам каква. Што изнаброја све на пресконференцијата. Тоа е надвор здрав памет. Сега тој човек да го гоните за загрозување на сигурност, имаме две жртви. Апсолутно е надвор здрав памет. Не може да стигне само една ситуација сега ќе го пренесе незиното искуство, нели, буквално каде е сведочела и каде била очевидец, нели, на ситуацијата, на јавен простор, така, на јавен простор, и тоа не го земале во предвид, дека тоа е насилство во најавен простор, пред луѓе, каде што дете било инволвирано и тоа се гони по службена должност. И ние сега ќе го гониме за загрозување на сигурност. Јас се извинувам што се смеам, меѓутоа, ако не беше трагедија, ќе беше смешно. Госпоѓо Белче. Ајде прво, бидејќи ќе ни го раскажете вашето искуство, бидејќи сте директен сведок на една од тие трите пријавени кои што МВР вика само 3 биле за семејно. Меѓутоа најпрво, бидејќи сте биле и сведок, сте се понудиле да сведочите во полиција и така натаму, кога слушнавте, како завршија Ивана и Катја? Најискрено, ако ви се верува, до ден денес не можам да го поврзам настанот кој што се случи со настанот на кој што бев сведок. Мојот мозок одбива да ги спои тие два случаи. Затоа што кога ќе го гушнете тоа дете, и бидејќи за жал го држев тоа дете во преградка, сакате да сте направиле многу повеќе. За жал, или не знам дали да кажам за среќа, што бев таму во таа ситуација, јас сум дете жртва на психичко семејно насилство, кое што го имам пријавил на мојот родител за психичко семејно насилство. Сум била сведок на вакви сцени, кои што се случувале пред мене, и многу тешко сум ги преживеала, и сум сакав да станам и се борев да станам активист за да подобрам ситуацијата во нашата земја, каде што законот за психичко насилство воопшто не се ни споменува никаде, а постои. Кога се случи со Росица, убиството кога се случи на Росица, јас тогаш за прв пат излегов јавно и реков дека имам напишано манифест за пријава на психичко семејно насилство, тоа излезе јавно, луѓе се повикуваа на него, ми беше драго што почнува да се шири. Кога 19 декември, кога јас сосема случајно се најдов на тоа место во паркот во Ѓорче Петров, кога видов дека се расправаат двајца, знаете како, кога ќе видите дека се расправаат некои двајца луѓе, не се мешате. Сега, во секакви случаи може да се случуваат. Меѓутоа, не беше битно што зборуваат тие, него мене ми беше битен плачот на детето. Јас тргнав да си одам, меѓутоа јас не можев да си отидам заради плачот на детето. Тоа дете, не така како тоа беше оставено само. Они се караат двајцата, а
А тоа дете седи на страна и само плаче. Јас со една мајка ја замолив, се вративме за да му помогнеме на тоа дете, меѓутоа во моментот кога ние го направивме чекор да се вратиме, првото нешто што го видов е како мажот, тогаш не им ги знаев имињата, сега ги знам, Стојанче ја удира Ивана. Ние влеговме, го прекинавме во тој момент, тој инцидент. Јас прво што направив, бидејќи детето почна да плаче по мајката, детето беше заштитнички настроено кон мајката, јас го земав девојчето, пошто никој не му обрнуваше внимание. Го земав девојчето и го смирував. Иако успеав да го смирав со тоа што почнав да го поставувам прашања како се викаш, колку години имаш. На крај, кога малце се смири и престана да се тресе, ја прашав кои се овие луѓе, за да знам нели, стварно не знам дали се родители или не се родители. Овој ми рече ова е мама, ова е тато. Меѓутоа, они беа толку внесени во кавгата своја, што повторно, значи во триаголник со мене, повторно почна пред мене да се тепаат. Значи, да ја удира од сите страни, излета, не знам што све не. Јас во моментот го спуштив детето, затоа што знаев дека нема да можам да го спречам сето тоа и повикав полиција. Дека мажот ја удира пред мене жената. За жал, ја бев многу вознемирена, го знам законот на памет, почнав него да му го, бидејќи он го зема детето во раце, почнав да му го, буквално цитирам законот, дека тоа не смее да го прави, дека не смее никого да удри, дека ова се случува на јавен простор, не ми беше јасна целата ситуација, го зема детето и си замина. Ивана остана и јас останав со Ивана уште 10 минути молејќи ја да го пријави. 10 минути, ако не и повеќе, јас Ивана ја молев да го пријави, бидејќи ги знам чекорите за пријава на семејно насилство и реков дека ќе останам со неа до крај, било што, значи знам дека постојат шелтери, знам кои беа начините, зошто она не остана, не сакаше. Во моментот кога дојде полицијата, она исто си замина, јас го дадов исказот и така за жал заврши оваа цела ситуација. Јас уште една работа, бидејќи целиот проблем мене, нивната кавга не ми беше, извинете, нивната кавга и не ми беше толку многу битна, мене ми беше страв за детето. Јас се јавив и кај пријател, кој што има пријател во интервентна, значи ми го дадов уште еднаш исказот во интервентна полиција за да ги најдат, затоа што бидејќи заминаа од местото, јас дадов некој опис, ама кој може да најде некого по опис. И мене, бидејќи толку ми беше страв за детето, се јавив, од интервентна ги најдоа до вечерта. Значи ги најдоа, иницијалите утре дента ги имаше во билтенот. Јас тогаш бев смирена дека е детето заштитено. Моја прва логична работа после сето тоа што го кажав е дека се повикани социјални служби, затоа што детето беше таму најзагрозено од сите. Што не се постапило така? Тука, значи, јас не можам да кажам дека МВР не одговори, значи одговорија, меѓутоа дали е тоа пренесено во социјални служби, дали се викнати социјални служби, а не го знам законот потоа како они треба да постапат. 45 дена им требало за да стигне до тогаш во моментот јас мислев дека вечерта детето е веќе згрижено. Не можам да ви објаснам, за жал, значи јас се дознаваат и сега информации, детето е на возраст со мојата керкичка. Не сакам да споделувам и други информации кои што понатаму ги знам, пошто сепак да се заштитат. Кој е апсурдот сега на оваа држава, ако може така да се нарече, на јавна површина? Парк, сведоци, полиција, интервентна и никоме ништо. Хајде да се запрашаме. Зошто нема постапување? Зошто не го фатиле детето и жената за раке и на крајот на денот да ги однале на сигурно? Не е детето таму. Во моментот не е таму и они не знаат да постапат. Значи се извинувам, Милена, моментот е дека упорно колку обуки има се одржани во МВР. Апсолутно тоа не може да се изброи. Не може да се изброи, И така? со суди, и со винители, и со се и се. се. Ама буквално не може да се изброи колку обуки се одржани. Тие кога дошле, детето не било таму, така? Веќе не е детето таму кога доаѓа полицијата? Никој не беше таму. Веќе никој не е таму, јас сум само таму.
Јас ја дочекав полицијата за да кажам што се случи. Така, значи очевидец е таму присутен дека кај што гледа, меѓутоа МВР не го начекува, нема жртва, нема дете жртва, нели во моментот и кај нив сметаат дека едноставно нема што добро што не те казниле, затоа што можело и да те казнат. Тоа ми го кажа од страна. Вика, ако си отидеш сега пошто го даде името, ќе те казнат. Викам, ја не ќе седам до последно, мене не ми беше проблем да седам. Веќе престана тоа да се случува, се надевам дека нема пак да почне, меѓутоа среќа што не те казниле. Така да нема жртва, нема човек. И МВР не знае и покрај сите обуки, пак ќе кажам, ево, Елена ќе потврди, и покрај сите обуки, тие пак не знаат да постапат како треба. Еве интервентна ги нашла, така, по име и по презиме. Ако интервентна ги нашла и во истиот момент не известил обвинител, а по ова што го се случило, не известил. Значи, претпоставувам, меѓутоа, ако известил обвинител, ако ги повикале веднаш на лице место, значи ќе ги повикаат во станица, ќе дадат исказ, ќе повикаат интервентен тим на Центар за социјална, мултисекторски тим, пошто со оглед на тоа дека станува збори дете. Се согласувам со нели, се согласувам дека нема да повикат, меѓутоа интервентен барем ќе повикаат. Ќе го повикаат Центарот за социјална работа, затоа што кога има малолетно лице, мора да го повикаат Тоа е Центарот. моментот, детето, што ви рекла Они решаваат комплетно да не постапат. Игнор, комплетен. Да, и во првиот случај во декември, и во вториот во јануари, значи нели сега ние сите овие информации да се случи и од треба медиумите ги знаеме и од пресконференцијата на министар. И за вториот случај во јануари и 2 дена пред да се случи. Но тоа е само затоа што она рекла, ние ќе го решиме ова така, затоа што она рекла не покренувам ништо. И они се откажуваат заради тоа. Не е важно што кажала Да. жртвата, законот е изменет во овој момент и дополнително. Особено за последната пријава. Нели сите со години сака телесната повреда да влезе по службена должност. Еве има телесната повреда по службена должност. Зошто не е постапено? Не, види се, значи се согласувам со тоа, меѓутоа кај нас телесна повреда и мислиме дека види малку и кампањите, упорно кажувам, кампањите треба да се сменат. Телесна повреда за нив ако е модро окото. Не мора да е модро окото. Телесната повреда може да биде на други делови од телото каде што во тој момент не може да се видат. Невидливи се. Полицијата действува како да не е информирана, особено кога станува збор, каде што вие пријавувате дека има маж и жена и дете, дали дојде маж и жена како полиција или дојде двајца мажи? Двајца мажи. Комплетно спротивно по закон. Значи мора да биде жена една присутна таму. Мора да има жена присутна. Значи од старт имаме погрешно постапување. Вие пријавувате дека двајца маж и жена. Небитно дали се брачни партнери, дали во моментот се нашла, се скарале, ние не навлегуваме во тоа какви се нивните односи, затоа што не ги знаеме во моментот. Меѓутоа кога ќе дојде маж и жена, кога пријавуваме, а има и дете, жена мора да биде во тимот кој што ќе дојде на интервенција на местото каде што се случил настанот. И ние и тоа го немаме. И сега очекуваме дека ние ќе постапат дали тимот центарот ќе го викнат или нема да го викнат. Ние основни базични работи кои што ова не е ако било каква пријава, ако има жена, секојаш треба да биде жена, не е само со законот за семејно насилство, него нели, него од секогаш. Да. И сега ако ние тргнуваме од основата на непостапувањето, значи што очекуваме дека ќе има резултат некаков и дека некаква ситуација ќе има. Дополнително има од комшии пријавувано, човекот е со целосно досие кој што не е од вчера досието, од многу одамна. Имаме вие пријавувате и сега на сето тоа се замижува во тој момент и буквално не представува никаква ситуација каде што тие ќе речат, ама чекај, тука има висок степен на ризик, мора да се случи нешто. Од каде е таа лагодност на сторителот? Значи 10 кривични пријави. Обид за да прашаме министар, кој е толку убеден во самиот, кој е толку самоуверен дека можам јас наоколу да одам, да злоупотребувам и што и да правам со разни наркотични средства, да се тепам, да напаѓам службени, да напаѓам сопругата, да го напаѓам детето и да никој не ми може ништо. Да. Кој е тој лик со таа самодоверба? Ајде да прашаме, дали МВР, што МВР испаѓа дека полицијава се плашала од него. Еве, например, вака некој да слушне оваа целава приказна, дека он со толку кривични пријави, дури и претходно осудуван, ако добро забам, он има и претходни осуди,
Значи, они сега испаѓа како да се плашат од него. Која е таа полиција наша? Како таа полиција ние очекуваме да заштити, да не заштити нас, ако се плаши од еден ваков лик? Зошто се плаши? Можеби на министар треба да му се постават еден друг тип на прашања. Ме разбирате? Да, јас се надевам. Па да видиме што ќе Јас одговори. се надевам дека ќе прифати поканата, па ќе ги поставиме прашањата. Дали ве викна воопшто некаде да посведочите? Во јавно обвинителство, од кога пријавивте? Не, после тоа не ме викна никогаш. Дури сега ми се јавија да сведочам. Супер. Од кога констатирам? Да, за да можат сега точно да уредат дали ќе го гонат за загрозување на сигурност или за телесна повреда, мислам. И дали ќе ги казнат непостапувањето абсурдот. или не. Значи, и пак казнувањето, ако треба, како прв сведок и очевидец, ти би требало да бидеш во сите постапки кои што би се воделе против него. И повикана во МВР, и повикана во Центар за социјална работа, во МВР, во обвинителство никаде не сте повикани. Така да и сега ние ќе го гониме него точно за загрозување на сигурноста. Значи не можам како го кажувам тоа, така кај мене има едно чувство каде што не можам да се воздржам, еве во живо сум во емисија не можам да се воздржам. Загрозување на сигурност. Значи ние имаме тука подведување буквално жена со дете да се самоубие, ние ќе го гониме него за загрозување на сигурност. А сите други пријави претходно воопшто не се земаат во Видете и секогаш останува отворена опцијата тоа што сега министер се расфрла со различните кривични дела по кои што тој ќе биде гонат. Па чекајте тие да влезат во пред па додека дојде до обвинителен акт прашање е само зашто они евентуално ќе соберат докази, зашто евентуално вистински ќе го гонат. Сега ова исто ми е втор абсурд, после вашиот абсурд, ова ми е втор во цела оваа ситуација, барем мене. Професорот и директор на дигестивната хирургија Огнен Кустовски за Телма вели дека и потврдува кај Ивана биле забележани знаци на насилство и од персоналот била пронајдена во безсознание. И се пружила прва помош, била прегледана од неврохирург и травматолог, а повикан бил и психологот. Била повикана и полиција и социјални работници. И тоа го скрили од министерот, од денешните Според информации. неговата изјава, да. Според денешните информации кои што ги слушнавме, неговата дека изјава, да. Да, според негов, изјавата, да. да, негова, дека тоа било сокриено. Јас мислам дека прв пат вака јавно ќе го кажам ова. Ако една информација таква, една таква пријава, каде што веќе бил присутен интервентен тим од Центар за социјална работа, затоа што кога болница ќе пријави одредена ситуација, интервентен тим се појавува во болницата, не се појавува било кој вработен, него интервентниот тим, односно дежурни служби кои што во тој момент интервенираат. И се јавува интервентна полиција, така во моментот, или па не мора да е интервентна, може да биде од полициската станица која што е на тоа подрачје, и интервентниот тим не дал извештај нели во тимот кој што го води предметот. Тука некоја мислам тој го пишав, мислам дека денеска јавно, некоја штити. Некој се штити, затоа викам некоја штитат некој. Јас се надевам со оглед на тоа дека нема да ги бранам и ниту па да ги амнестирам вработените во Центар за социјална работа, меѓутоа без никакви ресурси работат, без никаков кадар работат. И ако тие се доведени во ситуација да штитат некој на повисоко ниво, кој што се за нив нели авторитет, јас се надам дека ќе се охрабрат и ќе почнат да зборуваат, ради тоа што мислам дека некој се штити на повисоко ниво во рамки на центарот. И ова прв пат јавно го кажувам, иако мене ми е јасно, јас мислам дека и не е јасно многу често знаеме како функционира центарот и кој таму нели дава одлуки, односно кој одлучува и слично. Меѓутоа, еве буквално конкретно после толку години од мојава работа како работам, некои вработените штитат. Кои штитат, слободно нека си проверат. Еве министерот, пошто денеска и дознал дека не знае воопшто за таа работа, нека си проучи, нека си сознае кој што и како направил нешто и кој штити вработените, кои штитат, која. Еве нема да навлегувам во не можам да се сетам точно сега затоа што навистина имавме едно морени информации да новиве. Знаеш ли министерот дека исто така еден од овие напади е регистриран како нарушување на јавен ред и мир
Не. Декемврискиот напад, Не, ако не. не се лажам. Декемврискиот. Е регистриран како прекршување на јавен ред и мир. Значи, кога имаме јасно објаснување на од очевида за насилна ситуација, тој добива пријава за прекршување на јавен ред и мир. Тоа не знам дали министерот исто така го информирал, да му испратиме Не, за нема тоа информација, допис, значи- пошто тоа од медиумите излеза како информација. Министерот немаше информација за ништо, особено за дигестивна, интервентен тим реагирал таму. Кого штитат вработените во Центар за социјална работа на повисоко ниво? Тоа е прашањето Или пошто полицијата, јас не знам. Полицијата знам. секако, значи и полицијата да не ја заборавам, јас тоа се фокусирав можеби на центарот. Да. И полицијата кога е таму присутна, треба да го мора да го документира. Овде се покажува дека двете институции ги прават пропустите. И Не, тоа- и затоа што договорени. имаме ситуации каде Тоа што сакам да кажам, некако се центарот импровизирано. ќе Договорени. постапи, например, поднал барање за привремена мерка или постапил, направил некој друг чекор превземал, а не полицијата не постапила или обратно. Овдека двете институции комплетно прават Синхронизирано и договорено Апсолутно да не пропусти. прават, да. апсолутно пропусти на толку пријавувања да нема отворено да се, и имаме вклучено малолетно дете, постапувањата кога се работи за малолетно дете, не, мислам, и согласно Истанбулската постапувањето кога се работи за насилство е итно постапување. Итно постапување значи сега и одма. Итно не е после 45 дена. Може би тука, знаеш како, јас почнувам да се размислувам дали ние може би одиме на едно друго ниво со обукиве, може би треба да се вратиме малку назад и да објасниме дефиниции за некои термини. Ајде, дечки, да зборуваме што значи итно. Што согласна, значи да. итно? Дали итно значи ако постапите после 45 дена? Не. Што е итно? Итно е во следните 2 до 4 часа. Например, еве сега 12 јас. часа по закон или 48, значи 12 часа, МВР треба да постави во рокот Во 12 тие часа. 12 часа вие треба да обезбедите сигурноста, физичкиот интегритет на жртвата, значи дали ќе таа ќе остане во полициската станица, дали ќе остане во Центарот за социјална работа во некоја од просториите, не можете да пуштите да си одите, па вие после размислувате како да постапите или не знам што. Вие во тие 12 часа на итно постапување мора да го обезбедите незиниот физички интегритет. И еве не знам, затоа викам дали да се вратиме еден чекор назад и да малку појасниме што значи должно внимание, што значи итно постапување и да ги издефинираме сите тие работи. Јас се извинувам, морам да кажам дека должно внимание, мислам дека и ден денеска не знаат што значи. Ниту една институција што значи должното внимание, затоа што ниту една институција досега не е казнета за должно внимание. Па јас мислам дека ако некој конечно одговара, да не ги набројувам од Танкица до последната во Штип завчера почна судењето каде што Ја обезглави ја жената, обезглави, да. беше најдена во неговиот двор, беше фемицид, обвинението е и обвинетиот се изјасни за нив. Виновен, точно. Апсолутно. Тука правиме пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот во 24 на Лиза, Ивана Билчева, Елена Демишовска и Марта Гусар, мои вечерашни гостинки. Центарот за социјална задел, дете инволвирано, пријава, никој вас не ве повикал, имаме видео запис од денот на кај што се случува трагичниот настан и каде што 2 часа пред тоа интервенирала полиција и да го цитирам министерот за внатрешни работи, кој што вели дека не можело новите измени на кривичниот законник не можеле да бидат на сила бидејќи немало видливо насилство. Билчева, зборувавте вие, бевте дел од активностите и за Росица и учествувавте во маршовите и во подготовките барањето на одговорност. Како може видливо насилство? Знаете како, бидејќи јас се борам за психичкото семејно насилство, мислам дека таа видливост ние треба веќе да ја заборавиме, дека постои, значи таа која е веќе видлива, тоа е веќе сите ние ќе го знаеме. Значи, ако почнеме од психичкото семејно насилство, јас сакам еден апел до сите жртви кои што се наоѓаат во моментот во таа состојба. Знаете како, бидејќи МВР гледаме дека на многу начини потврлува како институција да, посебно јас кога го пријавував случајот, не можеа да го заведат како психичко семејно насилство. Не им беше познат законот
Бараа како да го бараа нешто друго, некаква друга постапка, за да не биде само психичко семејно насилство. Едноставно, тој дел од законот не им е познат. Заради тоа, имам еден апел до сите. Психичкото семејно насилство не се пријавува прво во МВР. Сите да одите на својот матичен лекар. Се пријавува кај матичниот лекар. Матичниот лекар има должност да ви закаже третман, да закаже термин кај психолог, кој што психолог потоа ќе ве води, ќе ви каже каде следно да пријавите, тука се центрите за заштита, ја така стигнав до центарот за заштита, до Хера, прв него ми го предложија. Јас сум се уште во центарот за семејно насилство Хера, потоа одите на психијатар, треба да направи евалуација, се прави психолошки профил на личноста, значи вашата психолошка здравствена состојба ќе ја евалуираат професионалци. Кога ќе ги имате тие сите, значи такви се чекорите кај нас. Кога ќе ги имате сите тие извештаи од професионалци, од специјалци, тогаш вие можете да пријавите во МВР психичко семејно насилство. Меѓутоа, кога е веќе дојдено до физичко, психичкото долго време траело. И немојте да мислите дека еден месец е долго за да ги соберете сите овие информации, затоа што ако после тоа стигне до физичко, веќе ќе биде многу доцна. Многу, за жал имаме многу жртви кои што се жртви на психичко семејно насилство. Препознајте го. Значи стравот е, ако вие се плашите од вашиот партнер или од вашиот родител, значи тоа значи дека постои на некој начин психичко семејно насилство. Значи да се прочитаат законите, секој може да го прочита законот, достапен е. Мојот манифест некако најде таму се подетелно објаснети сите овие информации. Значи ова веќе дека не било видливо, то ова е веќе како да ви кажам, се шегуваме со животот на луѓето. Значи не можеме ние веќе да не постапуваме затоа што имаме 4 фемициди до оваа година. Мислам дека така. Значи веќе има 4. Не сме влезени, само што влеговме во третиот месец. Значи минатата година колку имаше, 5 или 6 имаше. Значи што треба да очекуваме процентуално во оваа година? Значи на вистина е страшно. А и ќе се зголема доколку се докаже нели Кумановскиот случај. Многу повеќе. Ова што го кажува Ивана апсолутно е во право, особено во однос на видливоста, и тоа по однос на многу форми на насилство се треба веќе како дефиниција или како главен клучен елемент во објаснување на било кое дело да едноставно повеќе не се користи како застарен модел. Затоа што точно психичкото насилство никогаш нема да имате видлива последица, барем со години не, па после тоа кога веќе ќе го изгубите умот, може да биде и видлива промената во вашето однесување, но тоа е нешто кое што не само што е предоцна, ни тогаш они нема да го прифатат како последица на психичко, туку апсолутно ќе биде вашата дијагноза, имате нешто друго, никој не може тоа да вака. Истото се однесува и на физичкото насилство. Апсолутно се согласувам со Марта и сакам да го повторам уште еднаш тоа за да ставам фокус дека кампањите мораме да почнеме да ги водиме во друга насока. Ликовите со модрици, претепани жени, не дека не се вистина, апсолутно се случуваат, но не е единствениот доказ дека има насилство само ако има видливост на телото. И тоа, знаете како, сега, денес, во оваа година, во овој месец, да ова повторно го зборуваме, мене ми создава лутина. Лутина ми создава затоа што како може ние во март 2026 година, после 10, 15, 20 години, повторно да се враќаме на овие базични, најосновни објаснувања, дека не мора да биде модра за да биде жртва. Не мора да биде модра за да се понуди шелтер, затоа што точно дека и кога има физички повреди, не секогаш тие се надворешно видливи, може да има внатрешни повреди кои што не се видливи. Така да жртва на насилство кој што ќе дојде да пријави насилство во полиција или центар за социјална работа, законот и протоколот предвидува, ако пријави физичко насилство, вие прво треба да однесете на лекар за да се утврдат и внатрешни и надворешни повреди. Ајде да прашаме сега Ивана, дали ја однела? Никогаш.
Немала видливи повреди. Немала Ете, така речено. Ама видливи нема, ај за невидливива. За внатрешнива повреди дали ја Може би однала. имала видливи, меѓутоа не на лицето, не на на првиот контакт кој што го има полицијата со неа. Може би имала модрици во телото, на телото. Жената во безсознание во болница останала и коментираме. Да, Ама тоа да не го коментирам голем дека апсурд да. тоа нема. Ама дали знаете дека исторителите точно знаат дека не треба да удрат во глава? Па нормално. Они знаат, значи сакам да ви кажам дека има и некои кои што точно знаат дека треба да Да, удрат во апсолутно, рака, не се си во да толку стомак. обучени, Да, ама не да. си знаат Сега и веќе да се знаат, прикријат. сега веќе знаат Си дека знаат. што кампањи има, Да. и сега мислам дека веќе почнаа да знаат дека не треба, меѓутоа Викаш нема што толку кампањите многу. ги научивме, Па да, мислам дека да. од што да внимаваат. Па нормално затоа што ако е првично нешто на ликот, нели некоја видлива повреда модрица, нормално дека прво нешто веднаш ќе ја заштити полицијата, нели ќе каже дефинитивно е тоа. Меѓутоа ако е нешто на тело и ако полиција дојде двајца мажи, а не дојде жена, каде што нема да може со поглед можеби да се разберат, и ова е многу интересен аспект. Не е дека мора да биде жена од другата страна, па као меѓутоа жртвата за мене нема да биде проблем. Еве јас како жена, како мене нема да биде проблем јас и на маж да кажам дека нешто или да му покажам со знак дека нешто се случува. Меѓутоа кај жртва, таа е угнетена. Таа е постојано жртва, значи кај неа не почнало веднаш од физичкото насилство. Значи таа така. Тоа е нешто кое што траело со години, каде што таа веќе ниту самодоверба има, ниту може да знае дека има помош. Исплашена е за својот живот, исплашена е за животот на своето дете. Тоа е плюс дополнително. Значи, како може да очекува дека во таа состојба незина психичка зборуваме, како може да се очекува дека таа доколку види маж од другата страна како полицаец, а тука влегуваат и така малце кој ќе влезат, не е баш тоа пријатно за гледање, да влезат, да бидат такви сензибилизирани, нели, да има таков пристап мажот во кој што затоа викам со очи да се разбереме. Јас премногу може, ова е утопија од што ја го кажувам вака во моментов, дека очекувам дека со поглед ќе се разбереме, меѓутоа на крајот на денот можеби жена како жена ќе се разбереме. Зборуваме за жртва, не зборуваме за обично, затоа викам мене нема да ми смета и маж да е, ја и со поглед ќе се разберам. Или ќе му дадам некаков знак. Меѓутоа јас сум обучена, мислам али за жртвата е друга категорија на човек, мислам, не знам како дека таа психичка состојба незина не може да се дискутира на маса седнати или било каде. Таа состојба е сосема поразлична. Точно. И затоа на секаде во светот и европските земјите од Европска има унија знакови. кои што сме не само за знаковите, она веќе во полиција не бара помош од непознат човек, него има нешто што го викаат пристап фокусиран на жртва. Тоа значи дека ние кога ќе влеземе како професионалци и ја цениме, прво што треба да направиме да процениме колку што можеме, првиот впечаток за низината состојба, да ја прашаме како е, а не да и влезам јас со муабетот кажи ми што се случи. Што направи ти пред да почне тапањето или сега да не измислувам, да не давам предлози за тоа како тој разговор изгледа. Значи, да ја прашаме како е, да ја понудиме со вода. Може би не може да ја направат Нескафе во полициска станица, сигурно вода може да ја дадат, да ја остават 5 минути да се консолидира колку што може. Не мора 5, може 15 да ја остават ако толку треба. Како реагира институциите во вашиот случај, бидејќи два пати кажавте дека сте жртва на психичко насилство? Значи, мојот Или случај... мораше сето тоа? Да, значи, бидејќи јас стварно одвоив многу време за да и го прочитав многу за законот и знаев дека ако не ги направам чекорите како што треба, случајот ќе се сврти против мене. Тоа е многу веројатно во нашава држава, значи случајот се сврти против мене, заради тоа постапките ги правев чекор по чекор. Јас го пријав, имав поплака, значи немав кривична пријава, ме советува инспектор за семејно насилство, ме советуваше дека не можете директно да пријавите по кривична да го гонат, него мора да има поплака за психичко семејно насилство, таков е законот дека мора да има поплака. Значи мора еднаш да биде пријавен, за вториот пат ако има поплака, да веќе може да постапува
кривична пријава да има. Тоа е само да ти кажам, тоа е сосема погрешно. да, Гледам Елена дека Да, брзо се главата. Тоа ми го кажа, Тоа е јас им погрешно. реков во ред, све што како што ми кажувате, јас така ќе постапувам. Каков е законот? Јас бев на разговор со сите институции. Ако ви се верува, 4 месеци бидејќи бев избркана од работа од сопствена фирма, значи јас 4 месеци одвоив само да научам како да се заштитам, бидејќи мајка ми за жал не успеа да се заштити од сето тоа што ни се случуваше, за жал мајка ми почина, јас ја превземав улогата и јас сакам да кажам, ниедно дете не треба да го помине ова што го поминував јас. Јас сум овде да им кажам на сите мајки дека е нивна оваа борба. Оваа борба не е на децата. И заради тоа ова се случи сега со Кате. Заради тоа е она колатерална штета на овој систем кој што не ги штити децата. Значи, јас сум требала многу порано да бидам заштитена. Мојата сестра требала да биде заштитена. Мојата мајка требала да биде заштитена. Тој систем со години не функционирал. Мајка ми не знаела дека постои друга опција. Значи, она е многу порано, значи, ние сега зборуваме за ова. И сега, ова се случува пред моите очи, кога знам дека има закон, кога јас го знам законот и кога јас сум, ако ви се верува, 100% сигурна дека се социјалните служби влезени. Јас сакав, јас мислев дека ќе ми сконтактираат од социјално, затоа што веројатно им треба исказ од мене, сакав да се понудам да го земам детето. Да го земам, ја денеска се јави во овие што се во СОС детско село, да видам како да се понудиме, како ние како семејство да помагаме на вакви случаи. Како да помогнеме? Еве ние, бидејќи знам дека има проблем со шелтери, знам дека е проблем децата немаат каде да ги стават во вакви ситуации, значи ние како систем, ние сме сите еден цел систем кој што треба нова да реагираме. Знаете, имаше коментари, бидејќи јас бев со сопругот тогаш, кога се случи сето тоа, имаше коментари зошто сопругот не му се нафрлил на него. Ако сопругот мој во моментот го удреше, сега сопругот мој кривично ќе го гонеа, така? Има право сопругот мој да го удри. Мојот сопруг никој не го штити. Нема другари во полиција, нема инспектори, нема ништо. Мојот сопруг ќе го гонеа, но он пак ќе биде на улица. Твојот сопруг не треба да има другари во полиција, не треба да има никаде другари за да биде заштитен и за да некој те свати. Многу ми е жал за вашава приказна. Навистина, мислам, ние со Елена секојдневно се соочуваме, нели, со вакви случаи. Многу ми е жал затоа што е лично и затоа си така емотивна и можам да замислам како се осеќаш. Меѓутоа, се она што викаш дека ти 4 месеци си посветила време за да ти дознаеш како да се заштитиш. Сето тоа што ти си го направила по закон е погрешно. Ти правилно си се заштитила. Да се разбереме, мислам, тоа е супер. Меѓутоа, не си требала да толку време посветиш на ти сама да се избориш, да одиш на психијатар, да одиш на ова, така? Значи, Центарот за социјална работа при првата пријава требало да те придружува. Центарот требало да ти обезбеди заштита. Значи, не ти сама да се бориш. Ако ти сама се бориш, еве ти си доволно свесна, доволно образована и доволно си можеш да прочиташ и да го разбереш законот. Да замислиме или па вака само да ставиме на бројка колку жени не знаат да читаат. Не можат да стигнат до законот да го прочитаат. Колку жени не можат ни да стигнат да воопшто да знаат право кај да пријават, а не па да читаат закон. Затоа го кажам, се тоа ти што си го направила е фасцинантно и браво. Одејќи од аспект дека сама себе си се заштитила. Не треба да е така. Законот не го вика така. Истанбулската конвенција не вика дека ти сама 4 месеци треба да се бориш, него центарот да оди со тебе. Да има придружба, МВР да ти прави придружба, кај вас било психичко наследство, меѓутоа Може само да ви кажам нешто, бидејќи ми кажа, значи имав две опции, или да го пријавам на матичен или да одам директно во Центарот за социјална служба. Ми рекоа, меѓутоа таму ако отидеш без никаков извештај, таму они ќе го викнат, нели, татко ми ќе го викнат, ќе биде мојот збор против неговиот збор и тука ќе заврши случајот. Он ќе си каже нешто, јас ќе си кажам нешто и тука ќе заврши случајот. Ме разбирате што е со Центарот овде? Значи он не заштитуваат одма. Нема они одма да потргнат со мене. Еве гледате докаде. Значи не се ни ја требаше сама да одам во Центарот за социјална служба да го пријавам. Ми рекоа џабе ќе ти биде, психолог ми го кажува. Џабе ти ако отидеш и само одиш и кажеш.
и ќе ти речат како ќе докажеш ти дека си жртва на психичко семејно насилство. Ја доставив дека некој се дрогира и со дрогата до креветот на детето е, па ми кажа дека од кај знаеме дека не е дрогата на другиот родител. Така да, значи зборуваме за видливи докази, а не па за накри. Ние немаме систем. Значи еве јас го пробивав кодот како ние значи луѓе кои што се сега кои што ќе претпоставуваат дека се нели жртва на психичко семејно насилство, значи како да почнат, од каде да почнат? Значи нека не одат во центарот за социјална работа затоа што нема да им помогнат. Многу ми е жал. Мислам, ја како ве слушам, така ми е жал. Тоа не треба да биде така. Законот не го предвидува тоа. Законот не вика дека треба да одат директно, да одат по психијатри, по чуда, по све за да стигне до заштита, него првично треба да одат во центарот. Центарот има стручен тим, стручно-методолошка работа каде што треба да утврди, ако не може има мултисекторски тим каде што може да се утврди дали има некој психичко насилство или не, а не вие сами да се борите. И ова како го кажувате, така е кај мене навистина се јавува гнев, поради тоа што буквално онака седам и викам сите обуки до сега, се она што сме се бореле за да стигнеме до измена на закон, па ни паѓа во вода. Буквално ни паѓа во вода. Едноставно ние немаме начин како да ги заштитиме. Имаме слаб центар за нема слаби, има нестручни луѓе, не сакаат да работат. Затоа што прашалникот 160 прашања има многу да го пополни. Тоа треба да е најсилна институција. Тоа треба, значи за центарот, значи тоа министерство треба да е најсилна институција. Децата се нашата иднина. Што очекуваме ние ако ние не си ги заштитиме децата? Да, апсолутно. Токму тоа ми е следното прашање. Значи според соопштението од социјала, пропуст во делот на остварување на непосреден контакт со жртвата, односно вршење на непосреден убит во домаќинството. Иако стручните соработници телефонски и административно ја контактирале. Телефонски ја контактирале. Да, и административно контактирале со жртва. А како тоа административно се контактира? Предпоставувам пратиле, не е објаснено, предпоставувам пратиле писмо. Телеграм. Тоа покана за да дојдат и телефонски. И телефонски. И не успеала да дојде и се јавиле телефонски. Тоа е административно. Мислам, во ваква ситуација и плюс дополнително се одвива, а и овој момент да го фатим, развод. Нели по автоматизам социјалните служби се вклучени кога има дете, кога се работи за старателство. Треба да проценат какви се односите помеѓу партнерите кои што се разделуваат како партнери, треба да проценат какви се односите нивни како родители, каков е нивниот родителски тим, дали функционираат или... Значи, они треба да направат таа процена. Стручно-методолошка анализа. Да, а еве, они апсолутно не ја прават. Они апсолутно пропуштила да увидат, еве да направат процена дека не знаеме. Еве пропуштила, да, не знаеме која била нивна, но не утврдиле дека се работи за човек кој што не е баш соодветен и човек кој што има насилен карактер. Тие од таму можеле да почнат. Знаете, обврската на Центарот за социјална работа, дури кога доаѓаат тие за развод, и прв пат се обраќаат во Центарот за развод и за бракоразводна постапка, нели, одат во Центарот кога има малолетни деца. Заради најдобриот интерес на децата и нели нивното доделување кај еден од родителите, они треба да направат процена на профилот на мајката, профилот на таткото и да видат кој е соодветен да продолжи во поголема мера да се грижи за децата, односно да му го додела старателството, а на другиот да му одредат видување. Како они пропуштиле тука да видат дека овдека се работи за личност со насилен карактер, пошто они можат тоа да го увидат и да пријават брак и семејство, да пријави кај семено насилство. Дека има семено насилство, има малолетно дете кое што е жртва на тоа насилство, има мајката на тоа малолетно дете е жртва. Тие две институции, дали знаете кај нас дека тие две институции, не се две институции, извинете, два оддели не комуницираат, иако се два оддели, во исто се сите. Не, имаат раководител на семено насилство и раководител на брак и семејство и тимови. Они повторно не комуницираат, они повторно не ги спојуваат предметите, така да може да има два предмети, и ваму, имаат предмет за семено насилство и за бракоразвод. Нема комуникација, нема координација. Нема, во самата институција внатре. Па што останува за комуникација со Центарот, комуникација со јавен обвинител. И зошто цело време викаме дека полицијата мора да му собрати на јавниот обвинител и Центарот може да му собрати. Било кој може да му собрати на јавниот обвинител.
и да пријави било што и да потикне, како беше, подопрен глас? Подопрен Глас може без никаков доказ подопрен глас да се и јавниот обвинител се започне истрага, не може институциите, односно овие вработени професионалци во институциите да очекуваат дека жртвите или еве обичните граѓани кои што сведочеле нешто ќе отидат со докази собрани, ќе им го направат предметот и еве ако може вие сега почнете и постапувајте. Не, подопрен глас значи како што Ивана направила. Јас го видов ова и тоа треба да биде повеќе од доволно, зашто Ивана како случаен минувач била сведок на насилство и не треба да има ништо повеќе од тоа. Така, јас сум значи мене можеле да ми искористат, видел некој, сум останала, не сум избегала, таму сум била, сум кажала до крај, и цело време, значи ја нема да го заборавам плачот на детето. Тоа дете беше истравматизирано. Значи ние разговараме. Еве ја слушнавме други очевидци кои што детево постојано плачело дека немојте мама ќе видиш. Значи зграда. не е тоа прв пат и не е дека се случува еднаш тоа дете да плаче и постојано. И доаѓала полицијата и не ја отварале они вратата, нели? Па не ги наоѓале и на тоа останувало. Мене стварно ми е нејасно. Па ако имаме ние од управител скршил лифт, тепајќи ја неа. Така беше сведочењето. Скршил лифт, управител пријавиле неколку комши барем кои што излегува да кажат јавно. И на сето тоа полицијата тропа кај нив на врата и не ги наоѓа и завршуваме тука. Они не отвараат. Значи, како интервентен момент, значи треба полицијата има право и да сруши врата ако треба по налог, ќе бара налог. Ако има за дете, дете плаче и кажуваат дека детето плаче, дека кажува тато ќе убиеш мама. Ма 2 часа пред трагедијата се случил, интервенирала, била повикана полиција. И кој е оправдувањето од министерот? Рекла сами ќе нема оправдување за овој случај. Како го образложуваат, рекла жртвата, ние сами дома ќе се ја расчистиме работата. 2 часа пред трагедијата полиција интервенира, немала видливо физичко насилство. Видете, да, овој случај можеме да го дискутираме како и сите други претходно, уште со сати и повторно нема да ги одговориме прашањата затоа што не е ни наше да ги одговараме овие прашања. Обвинителство треба да ги одговори. Обвинителство треба да си ги покрене. Јас се надевам дека ги покрене. Сите постапки треба да си ги најде сите пропусти во системот и да се покрене постапка против секој еден кој што бил информиран согласно закон и согласно неговата работна позиција требало да постапи, а не постапил, пошто на крајот на денот не интересира зошто не постапиле. Фактот е дека не постапиле и треба да бидат казнети за тоа. Мора да бидат санкционирани. Зборуваме за општество без насилство, ставаме значки дека сме за нулта толеранција и ова точно мислам на оние, знаете точно на кој. Не на општата јавност, зборувам на сите тие во 16 дена активизам кампања што се сликаат цело време со знакчите и шалчињата портокалови. Тие гарантираат и зборуваат за нулта толеранција на насилство. Од една страна е обезбедување апсолутно софатен систем за заштита за жртвата, но вториот клучен и уште поважен аспект е казнување на сторителите и казнување на сите оние кои што не постапиле согласно закон. Значи не е само заштита на жртвата. Со казнувањето на сторителите ние праќаме порака дека сме против насилство и дека секој еден кој што ќе проба да врши било каква форма насилство ќе добие казна. Затоа и на почеток го спомнав ова. Кажете ми каква порака ќе пратиме ние до генералната јавност како држава, каква порака ќе прати МВР и ОЈО ако го гона за загрозување на сигурност со 2 жртви. Со 2 загубени животи. Каква порака праќаме? Дека сме за нулта толеранција? Го гониме за загрозување на сигурност? Зашто треба да одговара спред вас? Која правна квалификација вие дали? Потикнување на самоубиство, тоа е прво. Да. Па и убиство, значи видите, не сум јас како обвинител кој што треба да даде правник. Да, како правник, значи во ниту еден момент не би одела на загрозување на сигурност. Значи каква загрозување на сигурност, какви телесни повреди сега? Ти не го казнеле кога требало да биде со телесна повреди загрозување, а сега, нели, после смртта на 2 жртви ќе го казнуваат за тоа. Така што најтешката можна квалификација на кривично дело треба да се земе во предвид, а што ќе преземе обвинителство, ајде да видиме.
Премиерот денеска апелираше, рече дека министерот за внатрешни, не можам да го цитирам, ќе го парафразирам, хронолошки детално објаснил се што се случувало и ги замоли сите жртви на насилство да не ги повлекуваат. Супер. Пријави. Ако вака постапуваат институциите со кои што раководи значи, стварно не сакам ова воопшто да го дадам како такво, но ако така постапуваат институциите и раководните лица поставени од нив, зошто би пријавиле? Еве ја пример да речеме пораката која што се случи после ова, зошто би пријавила една жртва кога нема, убаво кажа Елена, нас не ни интересираат причините зошто некој не постапил. Ама очекуваме, да, има непостапување. Меѓутоа и во закон за семено родово и семено насилство има таму прекршочни санкции каде што да, парични се казните, не се кривични, меѓутоа Ами има и во кривичен закон, нека ја зборувам за кривично гонење. Има точно, ама да тргнеме за злоупотреба на позиција, за непрофесионално постапување, непостапување, да, сите тие. Ама Сите ајде да тие, тргнеме тие се и кривично дело. и има парична казна, не 15% од плата 6 месеци. Тоа не е казна. Апсолутно. Тоа не е казна. Значи, суспендирање од работа, отказ од работа, исплата на 2500 евра, колку што е по закон, или па 30% како е таму, значи во законот точно се наведени какви се паричните казни кои што треба да ги исплатат, па потоа и кривичен прогон. Едноставно, тие лица да се соочат со законите, да се соочат со институциите, сами лично, и да видат што значи кога тие не постапуваат. Што се случува? Така, затоа викам, не е 15% од плата 6 месеци не е казна. Тоа е галење. И викање добро утре, можеш пак. Завршуваме многу Костовилчева 8 мартовски марш. Да. Повторно со истата порака, ниту една повеќе. Ниту една повеќе, точно, и овој 8 мартовски марш нема да не снема. И ги повикувам сите, почнува во 12 часот во Жена Борец и значи ќе држиме говори, меѓу кои што и јас ќе дадам еден краток говор, и сите кои што се засегнати од оваа ситуација и од сите овие феминициди кои што се случуваат, стварно ги повикувам сите во што поголем број да оддадеме почит на жртвите кои што за жал веќе не се помеѓу нас, и да не дозволуваме ова повеќе да се случува, бидејќи сите сме ние дел од овој систем и мораме да го дадеме нашиот глас за да се поддржиме на вистина повеќе од тоа. Јас се надевам дека институциите ќе чујат конечно што се има да се каже. Јас ви благодарам на сите, вас особено на храброста, и искрено очекувам дека вашите солзи па барем некого ќе го допрат да си ја сработи својата работа за уште едно дете да не отиде жртва на системот кој што за жал во Македонија убива. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани, ви благодарам на вниманието.